Dobar den, dragi učenici, dobre dojdovte во e-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуча Алију, предавам македонски јазик во основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 5-то одделение. Ние денес ке учиме за именки. Цели за овој час се проширување на знаењата за именки, определување род, број и определеност кај именките. Што се именки? Се на светот има свое име. Секој предмет, секое суштество што постои во природата и сето она што го чувствуваме или замислуваме на свое име. Например, цвеќе, зајак, клупа, тага, радост. Што е морфологија? Морфологија се занимава со формата на зборот и со начинот на кој е тој изграден. Колку зборовни групи имаме? Во македонскиот јазик има 11 зборовни групи. А кои се тие? Кои зборовни групи спаѓаат во менливи зборови? Тие се именки, придавки, заменки, броеви, глаголи. На која зборовна група припаѓаат дадените зборови? Дете, куќа, сара, велес, марјово, убав, шарено, дрвен, светли. Значи дете, куќа, сара, велес, марјово се именки. Убав, шарено, дрвен, светли се придавки. Таа, тој, секој, овие, мене, ме се заменки. 5, 24, 8 се броеви. Трча, пеше, одам, ќе славам се глаголи. Кои зборовни групи спаѓаат во неменливите зборови? Неменливи се предлози, прилози, сврзници, честици, извици и модални зборови. Какви зборови се именките? Именките се менливи зборови кои означуваат имиња на суштества, предмети и појави. Какви се следните именки? Дете, куче, клупа, молив, пенкало, учебник, столче, копче, круша. Овие се општи имиња на род, вид и класа. Радост, среќа, тага, гордост, љубов, љубомора, чувство се општи или апстрактни нематеријални. Јана, Милан, Ана, Прилеп, Водно, Италија се сопствени имиња на лице или географски поеми. Сребро, злато, песок, челик, вода се општи материјални, а население, мебел, рој, членство, јато се општи збирни колективни. Како ќе го искажеме следниот поем кога него го има повеќе пати? Значи, еден сладолед и имаме повеќе сладоледи. Именките имаат два броја, еднина и множина. Еден сладолед, а кога имаме повеќе сладоледи е множинска форма. Видови именките. Именките се делат на именки општи и сопствени. Општи куќа, река, град, а сопствени Арта, Османи, Шарко и Скопје. Вие треба да знаете, оние именки што се заедничко име за повеќе предмети или суштество со заеднички особини се нарекуваат општи именки. Општите именки се делат на конкретни материјални предмети, апстрактни, она што го чувствуваме или замислуваме. Општите именки се пишуваат со мала буква. Именките кои означуваат сопствено име и презиме на луѓето, име на животно, имиња на градовите, селата, реките, планините, се викаат сопствени именки. Сопствените именки се пишуваат со почетна голема буква. Шематски преглед на видови именки. Општи и сопствени. Од општи имаме конкретни апстрактни. Конкретни се маса, клупа, град, река, цвеќе, дрво, вода, чаша, топка, кукла, куче, маче. Апстрактни љубов, омраза, ден, ноќ, воздух, облак, дожд, сонце, тага, болка, среќа, радост. Сопствени именки. Ана, Мелита, Исени, Скопје, Вардар, Водно, Арон, Бруно, Сара, Шарпланина, Охридско езеро, Македонија, Албанија, имиња на објекти Камен мост, Каде и други.
Што се именки? Уште еднаш да повторуваме, драги ученици. Зборовите кои именуваат суштества, лични имиња, географски поими, предмети, појави и дејства се викаат именки. Именките искажуваат род. А што е род кај именките? Имаме секој татко е маж и зборот татко е од машки род. Секоја мајка е жена и зборот мајка е од женски род. Зборот дете машко или женско е од среден род. Именките од машки род ги препознаваме со помош на зборот тој, па велиме тој маж или татко. Именките од женски род ги препознаваме со помош на зборот таа, па велиме таа жена или таа мајка. Именките од среден род ги препознаваме со помош на зборот тоа, па велиме тоа дете или тоа момче или девојче. Тој дедо е машки род, таа баба е женски род и тоа внуче е среден род. Тој петел е машки род, таа кокошка е женски род, тоа пиле е среден род. Тој мечок машки род, таа мечка женски род, тоа мече среден род. Тој нарцис машки род, таа роза женски род и тоа жито е среден род. Молив, тој молив е машки род, таа капа е женски род и тоа јајце е среден род. Тој град машки род, таа река женски род, тоа село среден род. Именките подредени во табела изгледаат вака. Машки род маж, женски род жена, среден род дете. Машки род татко, мајка, дете, петел, кокошка, пиле. Мечок, мечка, мече, нарцис, роза, жито, молив, капа, јајце, град, река, село. Што е заедничко на сите именки од женски род, што на именките од среден род, а што од машки род? Именките од женски род најчесто завршуваат на А, од среден род завршуваат на буквите Е и О, а од машки род завршуваат на самогласка. Значи, од сето ова може да констатираме дека кај именките разликуваме три рода, тие се машки род, женски род и среден род. Најлесно ги определуваме со овие зборови, тој за машки род, таа за женски род и тоа за среден род. Определи го родот на следниве именки: волк, крава, планина, столче, вујко, братче, бор, бреза и вино. Машки род волк, женски род крава, среден род столче, машки род вујко, женски род планина, среден род братче, машки род бор, женски род бреза и среден род вино. Бројка именките. Во македонскиот јазик именките можат да бидат еднина или множина. Кога зборот означува едно суштество, предмет или појава, тогаш именката е во еднина. Кога зборот означува повеќе суштества или предмети, тогаш именката е во множина. Значи имаме во сликите еднина столица, куќа, дрво, а за множинска форма кучиња, пилиња. Што се искажува со категоријата определеност? Со категоријата определеност се искажува изделувањето на определени лица, суштества, географски поими, предмети и појави. Граматичка категорија определеност или членка именките. Во македонскиот јазик има наставки со кои може да се издели, определи или препознае некој предмет од повеќите такви истородни предмети. Тие наставки се членски наставки, т.е. член. Ако некоја именка е членувана, тогаш станува збор за определеност, а не е членувата, тогаш станува збор за неопределеност. Наставките, членовите во македонскиот јазик се: определеност за машки род е од, машки род множина те, женски род еднина та, женски род множина те, среден род еднина то, среден род множина та. Кога е блиску, велиме за ов, машки род множина ве, женски род еднина ва, женски род множина ве, среден род еднина во, среден род множина ва. За далеку он, не, на, не, но, на. Примери: јас го видов човекот, именката човек е позната за говорителот и слушателот и поради тоа се користи член за определеност. Јас го видов човекон,
Именката човек е подалеку од говорителот и слушателот и се користи член за подалеку, што со други зборови е исто со оној човек. Јас го видов човеков. Именката човек е поблиску до говорителот и слушателот и се користи член за поблиску, што со други зборови е исто со овој човек. Да ги пронајдеме именките во речениците. Дарко вози црвен автомобил. Маја јаде јаболко. Маја јаболко се именки. Кучето живее во дрвена куќа. Кучето и куќа се именки. На дрвото има розеви цветови. Значи дрвото и цветови се именки. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.